Ја следите емисијава на Македонски корени со вашите домакини Јони, Бети, Треновски. Почитувани, во наредниве минути друштво ќе ни прави нашиот и ваш денешен гостин, господинот Страшо Ангеловски, председател на МААК, колумнист, добар познавач на сите збивнувања во Македонија и пошироко, пред се одличен познавач на глобалните геополитички случувања, како и советник на град Скопје, кого го покануваме да ни се придружи преку видео линковско поврзување. Се надевам дека нема да имаме проблеми со сликата и тонот. Се гледаме. Господине Ангеловски, ако не слушате, добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени и ни причинува задоволство и чест што сте повторно заедно со нас и со сите оние кои во овие моменти не слушаат и следат. Добро утро или добра вечер. Се надевам дека овој пат ќе не остават намира да разговараме, дека нема да имаме проблеми во техниката. Посебна чест е за мене што еве овој циклус, овогодинешниот циклус разговори го завршуваме заедно на нашето заедничко македонско радио. Токму така, добро во јутро и од мене, господин Ангеловски, ви благодариме за прифатената покана. Се надеваме дека и денес, како и во претходните наши гостувања, ќе имаме плодна дискусија и ќе го задржиме вниманието на сите оние кои што не слушаат и гледаат, и како што вие најавивте со оваа емисија, и денес ви падна вашата чест да го завршиме циклусот 2022 интервјуа на Македонски корени. Здравје Боже, од 14 наредната година повторно почнуваме со нов циклус на интервјуа на Македонски корени. Секако, повелете, ви стојам на располагање. Една од темите кои се уште се актуелни кај македонската јавност е темата со корупцијата и организиран криминал. Во Македонија беше американскиот тим составен од експерти, како што велат тие, со изговор дека ќе го чешла правосудството. Но македонската јавност не дозна ништо од нивната посета, а власта сепак излезе со став дека ја сватиле нивната порака. Како вие ја видовте посетата на американскиот експертски тим? Има ли Америка юрисдикција врз Македонија и како да се справиме со корупцијата, но поважно од тоа, може ли оваа власт да се справи со тоа, имајќи предвид дека корупцијата е системски проблем инсталирана во целото општество? Можно ли оние кои се причина за корупцијата и криминал да се борат против истото? Ајде да тргнеме од назад кон напред со одговори на прашањето. Најпрвен јасно му е на секој дека не може да го гаси пожарот оној кој го подметнал. Тоа ќе рече дека подметнувачите на пожарот во Македонија е актуелната власт. Пожарот е таа корупција која навистина како огнени јазици ја зафати цела Македонија и денес е многу тешко да се избориме против тој пожар кој ја зафати Македонија. Меѓутоа, мене нешто друго ме интересира во целата оваа приказна. Најпрвен, ние се уште немаме сознание дали таа и таква комисија од Соединетите Американски држави беше на покана на нашата влада или беше дојдена на покана на Американската амбасада или беше дојдена по не знам која причина, со што ние докажуваме едноставно дека Република Македонија за жал не е суверена држава, дека Република Македонија е се уште протекторат на Соединетите Американски држави. И јас овде ќе за да сватат гледачите и слушателите за што станува збор, што сакам да кажам, ќе наведам само еден пример. 1914 година, кога тогашната голема светска сила Австро-Унгарија и постави ултиматум на Србија, на малата Србија, ултиматум со кој бараше да влезе во Србија 11 точки. Една од точките беше да влезе во сите институции на српската држава, на тогашната српска држава. Србија го одби таквиот ултиматум и тоа беше финалниот повод за почеток на Првата светска војна. Сакам да кажам дека српските политичари пред 108 години имале поголемо чувство за суверенитет на сопствената држава отколку денешните македонски
македонски политичари од СДСМ и ДУИ кои во моментов ја владеат Македонија. Независна и суверена држава се однесува така. Не прифаќа ултиматуми, не прифаќа никој да и влезе во нејзините институции. Замислете си што би значело доколку во која и да е институција на Австралија сега влезе некоја туѓа светска сила и ги разгледува внатре во тие институции и ги разгледува нештата кои се случуваат. Значи, единствена констатација е дека оној кој го подметна пожарот не може да го изгаси и дека Република Македонија со оваа власт целосно го изгуби суверенитетот. Каков е вашиот став за хорското пеење на високиот државен тим, дека било време да се борат со високата корупција, особено после одлуката на Пендаровски да ја предложи Весна Дамевска за председател на Судскиот совет, иако истата е без некое посебно искуство. Би сакале да го слушнеме и вашиот став околу објаснувањето на председателот Пендаровски дека тој пред да ја предложи Дамевска претходно направил политички консултации со владеачкото мнозинство, посочувајќи ги СДСМ и ДУИ. Повторно ќе тргнеме од позади, значи не се тоа политички консултации, тоа се внатре партиски консултации или консултации со кадровските комисии на политичките партии кои во моментов ја имаат власта во Република Македонија. Тоа е беззначајно, тоа не му значи ништо на македонскиот народ, не им значи ништо на македонските граѓани, затоа што е тоа само внатрешна работа на двете политички партии кои во моментов ја практикуваат власта од тука. И затоа не случајно оној процент на доверба кој изнесуваше 8% пред некоја половина година, денеска се сведе само на статистичка грешка од 4%. Ами кој нормален во оваа држава и понатаму може да има доверба во вакво судство, може да има доверба во вакви политичари, може да има доверба во вакво раководство. На крајот на краиштата, повторно ќе речам, тоа хорско пеење кое вие го нарековте е само привид за да се каже дека некој сака да стори нешто, меѓутоа не може тој кој го потпали огнот да го изгаси огнот. Тоа е пак и привид да се покаже дека ете ние сме загрижените, дека само американскиот тим дојде да ни помогне нам кои сме подготвени и загрижени за борба против корупцијата. Инаку токму таа корупција за жал е поводот зашто нашите деца, нашите млади се одселуваат од Република Македонија. Корупцијата не дозволува рамноправност на граѓаните во оваа држава. Што значи рамноправност? Значи рамноправност и пред институциите на системот, значи рамноправност во можноста за вработување, значи рамноправност во можноста да добиете некаков тендер за да поработите нешто и да преживеете. Токму таа корупција го оневозможува сето тоа и таа е можеби главната, не е главна причина за одселување, неможноста да се преживее во Република Македонија. Ами оваа богата почва ранела генерации и генерации македонци во многу потешки и потешки услови. Главната причина за одселување на македонците е токму постоењето на тој изразито огромно висок степен на корупција. Председателот Пендаровски имаше годишно обраќање во Македонското собрание. Каков е вашиот впечаток од неговото обраќање, особено во делот каде што зборува за правосудството и каде што потенцира дека немало да има правда, додека судиите и обвинителите кои носат коруптивни одлуки се на слобода, но и делот каде што зборува за уставните измени и впишувањето на бугарите во него, особено на реченицата, цитирам: "Самата содржина на конкретниот предлог, впишувањето на бугарите и делови од другите народи во уставот, на ниту еден начин не го руши македонскиот идентитет." Завршен цитат. Па мојот впечаток од неговиот говор е приближно ист како впечаток од една фудбалска утакмица која ќе заврши со резултат 0-0. Значи, не видовте ништо, не чувте ништо и едноставно си помина и си замина тие 90 минути фудбалска утакмица. Исто така и неговото обраќање и неговиот говор. Меѓутоа, ќе беше смешно доколку не е жално сето тоа што го говори Пендаровски. Жално и опасно е тоа што го говори, затоа што влегувањето на бугарите во уставот не е како дел од народ
како што се останатите делови, да речеме бошњаците, србите и останатите, туку како државотворен народ во Република Македонија е повеќе од опасна теза и не знам јас со кои очила, дали му се она старите очила кои ги носеше уште како млад или сега има некои поинакви очила, розеви очила со кои ги гледа работите и не сваќа дека влегувањето на бугарскиот народ како државотворен народ во конститутивноста на Република Македонија е повеќе од опасна теза и повеќе од опасна ситуација. Но не би сакал да верувам дека и тој заедно со останатите од СДСМ, оној дел од СДСМ кој ја киднапира партијата на чело со Зоран Заев, дека и тој сака да работи на разнебитување на Македонија, од еден дел од тој СДСМ, тие кои ја киднапираа партијата, се платени за да работат на разнебитување на Република Македонија. Како гледате на укинувањето на првостепената пресуда против Мијалков од страна на апелацијскиот суд за предметот Таргет тврдина и наводната изненаденост и шокираност на власта од ваквата одлука, но и на најавата од страна на судскиот совет дека ќе ја испитувале одлуката за укинување на пресудата на Мијалков? Па не е во ред, нели, да се коментираат судски одлуки. Од друга страна, јас дури и не сум ни правник за да можам тоа правно да го протолкувам, меѓутоа како политички потек, да речеме, беше очекувано, беше повеќе од очекувано, затоа што повторно се ближи периодот кога ќе треба да се собираат гласови за изгласување на уставните измени. Од друга страна, јас со луѓе со кои зборував, а кои се стручни по правната тематика, да речеме, како што е мојот подпредседател во партијата, тие тврдат дека апелација е во право кога го стори ова, затоа што, за жал, нашите првостепени судови многу често намерно прават грешки во постапката, за да може потоа предметите да бидат обжалени, така што некаде тука би застанал во коментирањето на овој случај. И покрај тоа што рековте дека не сте правник, ние знаеме дека не сте правник, меѓутоа поради вашата позиција, би сакале уште нешто околу ова. Дали после оваа одлука на апелацијскиот суд очекувате дека пресудата со драконските казни за уставобранителите ќе падне на Врховен суд, се разбира откако апелација ќе се смилува да им ги даде пресудите за да можат обвинетите да се жалат до Врховен суд? Ќе смогне ли Храброст Дамевска, новата шефица на судскиот совет, да инициира испитување на пресудата за уставобранителите од 27 април? Не, дефинитивно. Одговорот би бил многу краток, дека не очекувам такво нешто, затоа што тоа е монтиран политички процес и се додека оние кои го монтирале тој и таков политички процес се на власт, не може да дојде до можност таквиот монтиран политички процес да биде расчистен. Од тука ќе мораме да почекаме некаде во мај годинава до новите вонредните парламентарни избори, да дојде до промена на власта и дури потоа верувам дека судовите и Врховниот и Уставниот суд, оние кои денеска се прават како да не се одавде, како да живеат некаде на друго место, дека ќе смогнат сила, дека ќе се ослободат од прангите во кои ги постави СДСМ, ова раководство на СДСМ, и дека дури тогаш ќе имаме можност не да бидат амнестирани, не да бидат ослободени, туку ќе имаат можност да си ја докажат својата невиност и да докажат дека 6 години бадијала, 6 години им се украде од нивните животи, најбезобзирно, најбрутално, најнечовечки, најнехумано, буквално им се украдоа 5-6 години од животот. Како ќе го прокоментирате скандалот со учебникот за 5-то оделение, кој учебник е препон со грешки, но исто така сакаме да го слушнеме вашиот став за изјавата на министерот за образование, во која изјава вели дека учебникот можел да се смени само ако 30% бил грешен. Има ли сомнеш за корупција и во овој случај? Знаете, дури е малку смешно, пак ќе почнам од позади со одговор на прашањето. Не знам што значи тоа да е 30 или 32% изгрешен и кој е тој што ќе определи точно процентот на сгрешеност во учебникот.
знаете, ова ме подсетува на еден апологет на власта кој излезе и рече дека со ова што се случува, ние 90% од идентитетот имаме зачувано. Ами, кои се тие 10% што ги изгубивме и кои се тие 90% што ги зачувавме? Од тука дури не е ниту за коментирање на таква комедијанска изјава, а што се однесува до тоа што се случува со учебниците, можеме да го искоментираме на два начина. Првиот аспект е дека СДСМ и ДУИ, или оваа конкретна актуелна власт која сега владее со Македонија, е исчистена однатре, исчистена од интелектуалците и од луѓето кои нешто знаат. Во овој момент во тие две партии се останати луѓе кои дефинитивно не знаат ништо, па вие видовте, еве сега мораме малку да се нашегуваме, имаше фотографија од Оливер Спасовски и Димитар Ковачевски во нивното средно училиште каде што биле примени. И вели народот на социјалните мрежи, барем вели докажаа дека завршиле средно училиште со ова. Така што, знаете, СДСМ е исчистена од интелектуалците, оние вистинските интелектуалци, оние кои вистина ги знаат нештата, тие се тргнати настрана и тие не сакаат да учествуваат во овие срамни 5-6 години на владење на СДСМ. Од друга страна, или вториот аспект на гледање на нештата, тоа е постојана карактеристика на СДСМ или на Сојузот на комунистите, ако сакате уште од она време, а тоа е карактеристика за лесни пари, за работка на лесни пари. Тие нивните дедовци, нивните татковци се обидувале да живеат со лесни пари. Најпрви, нели, му услугувале на Белград, оттаму ги добивале парите, го сработувале она што било барано од нив, меѓу другото и кодошење на вистинските македонци. Тоа продолжува од 90-тата наваму, постојано кога е СДСМ на власт, постојано се обидуваат некако лесно да ги заработат парите, па така овие експерти кои ги пишувале учебниците, едноставно наместо да се вложат себе си, да се обидат да внесат некакво знаење во креативноста и во изработката на тие учебници, тие седнале и си препишувале податоци и така можеше да се случи наместо метри да внесат мерка во стапки и така натаму и така натаму. Тоа е таа карактеристика на луѓето од СДСМ. Темата отварање и промена на уставот со цел да се вметнат бугарите во преамбулата и понатака е топ тема. Дали со исполнување на овој услов, а во име за наводна европеизација на Македонија, всушност ќе се изврши бугаризација на Македонија? Ќе не присили ли оваа влада преку користење на балкански методи да го голтнеме и тој жежок костен, а за возлат на тоа да не добиеме ништо како и досега? Дека сака да не присили, сака, меѓутоа искрено верувам дека нема да успее во намерата. Инаку, што значи тоа бугаризација на Македонија? Јас бев на една емисија на која изнесов неколку примери зошто ние итаме, зошто толку брзаме кон таа и таква Европа. Дури некој ми рече дека ние имаме одговорност да направиме ова или она, да го промениме уставот, за да станеме дел од таа и таква Европа. И јас прашав, дали една Европа во која Матеус од Шведска официјално има право да води љубов со шума. Значи, тој официјално го кажува тоа, дека го добил правото да води љубов со шума, а еден Ефтим од Петрич нема во истата таа Европа, нема право да каже дека е македонец. Еден Марсел од Франција официјално направи свадба и се ожени со кукла. Тој има право да се ожени со кукла, а еден Митко од Разлог нема право во истата таа Европа да каже дека е македонец. Ами во таа иста Европа, секој маж има право да каже дека е жена, секоја жена има право да каже дека е маж, секој од нив има право да каже дека е нешто трето, не знам што, а било кој наш македонец од Пиринска Македонија, значи од таа Европа, нема право да каже дека е македонец. За какви стандарди ние зборуваме, за какви наши обврски кон Европската Унија ние зборуваме и за какви наши обврски кон Бугарија ние зборуваме. Од тука, оваа фарса од преговори треба да биде прекината и Македонија треба независно да го продолжи понатаму својот пат и својот развој. Така.
Власта се почесто ја користи фразата или ако сакате кованицата дека опозицијата со недавање на поддршка за уставните измени всушност ќе ја блокира Македонија за влез во Европската унија. Како вие гледате на засега цврстиот став на коалицијата за обнова на Македонија да не гласа за уставните измени, кое се совпаѓа со очекувањата на најмалку 75% од македонскиот народ и македонските граѓани? Па јас би бил среќен доколку е тоа вистина, доколку опозицијата со негласањето и со противењето на сето ова успее да го блокира патот на Македонија кон ваквата Европска унија. И да не се разбереме погрешно. Не сум јас против тоа Република Македонија да биде во една заемница на европски држави, меѓутоа во заемница на суверени и самостојни држави кои ќе ја сочинуваат таа и таква заемница, во заемница која ќе има вистински вредности, а не вредности кои се искривени и вредности со кои се врши ревизија на биолошкото и социолошкото битисување на човештвото, и конечно не вредности, ако сакате, кои ќе бидат и генератор на корупцијата. Ами ние сме сведоци дека токму сега уапсени се врвни функционери токму на Европската комисија, на Европскиот парламент, луѓе кои нели треба да бидат пример за она што ние треба да го сториме за да бидеме дел од нивното друштво. Ами корупцијата во Европската унија која функционира како наддржава од луѓе кои не се ниту избрани, од луѓе кои не се ниту гласани, луѓе кои едноставно таму се најдоа на функција, корупцијата е исклучително висока. И токму затоа јас ќе бидам среќен доколку успееме да го блокираме нашиот пат кон таквата Европска унија, се додека таквата Европска унија не се исчисти однатре од коровот кој го има собрано, од изметот кој се има собрано таму и конечно не стане вистинска заемница на суверени држави и суверени народи кои ќе одлучуваат за својата заемничка иднина. Сакам повторно да ве навратам на американскиот експертски тим за санкции кој беше во Македонија. Дали нивното доаѓање има поврзано со некакво сценари во вид на притисок врз ВМРО-ДПМН за обезбедување на двотретинско мнозинство потребно за измена на уставот за да влезат бугарите како државотворен народ во преамбулата кој пак е услов за започнување на преговорите со ЕУ? Или пак дојдоа само да ја дадат инструкции на власта за тоа на кој начин и на кого да му измислат висока корупција за да може повторно да проработат балканските методи под теркот на преспанската брука за промена на исконското име на Македонија. Каков е вашиот заклучок и дали најавите на кривичните постапки за тројца функционери без при тоа да каже за кого станува збор, кои најави се иницирани од вице-премиерката за добро владење Славица Грковска, би можело да има некаква поврзаност со сета ова удурма околу американскиот експертски тим? Знаете што, јас имам едно сосема поинакво видување на нештата и во еден свој текст, во една своја колумна, тоа го напишав. Се повикувам на една книга на французинот Ален Ришо, кој на крајот на 19-тиот век ја напиша книгата Историја на колонизацијата, во која во една реченица ги објаснува политиките на колонизаторите во колонизираните држави. И тој вели вака, политика на секој колонизатор треба да биде во државата која ја колонизира да пронајде употребливи елементи и да ги искористи, а оние неупотребливите да ги уништи или да ги неутрализира. Од тука новиве колонизатори, денешниве нови колонизатори, а единствен колонизатор, единствена империалистичка сила во моментов се Соединетите Американски држави, не само што не се борат против корупцијата, туку во својот обид да ги колонизираат се, да не ме разберете во оној стар смисол на колонизација на државите. Денеска имаме нов начин на колонизација на државите и некаде пред 30 на години Соединетите Американски држави се уште се обидуваа со воени средства да извршат колонизација, односно да ги освојат државите. Меѓутоа, сватија дека е тоа премногу скап начин и дека меѓу другото со воени средства, со воена агресија ја уништуваат државата и потоа не е полезна за нив. Потоа почнаа со купување на политичари. Сватија дека е најлесно да купиш политичар, да внесеш во таа држава десетина милиарди или не знам колку долари и да ги купиш политичарите кои потоа ќе работат за тебе.
И конечно на крајот сватија дека е уште полесно и поевтино доколку ги искорумпираш политичарите во таа држава која сакаш да ја колонизираш, односно им дозволиш или ги наведеш на криминал и на корупција, при тоа имајќи доказ за нивниот криминал и за нивната корупција, и потоа ги држиш за уши со можноста дека ќе бидат казнети и дека ќе одговараат за криминалот и корупцијата и тие одработуваат за тебе. Во таа е суштината на однесувањето на Соединетите Американски држави и не случајно секогаш кога ќе дојде нов амбасадор во Република Македонија, можете да се сетите со години наназад, кога ќе дојде нов амбасадор, тој го вели и го започнува истото. Борба против корупцијата. Тоа не е борба против корупцијата, туку тоа е негова потреба да им каже на корумпираните политичари дека податоците за нивниот криминал и корупција се наоѓаат и во неговиот компјутер на неговата работна маса и дека тие мора да работат според теркот кој тој ќе им го предложи, односно ќе им го наложи, доколку не сакаат да одговараат. Ете, такво е моето објаснување за тоа што Соединетите Американски држави го работат во однос на корупцијата. Веќе сме на крајот од оваа година и од сето она што се случува околу измената на Уставот, со сигурност одговорот на прашањето дали ќе има или не, ќе го добиеме во следната година. За очекување е власта да се обидува да го обезбеди тоа двотретинско мнозинство. Дали ќе успее во тоа останува времето да покаже, но сепак какви се вашите очекувања? Ќе успее ли власта со тоа или предвремените избори сепак ќе се случат? За жал, имаме ситуација во која јас еднаш исто така имам напишано текст. 3 фактори се оние кои работат против Македонија. Тоа е СДСМ, овој СДСМ, антимакедонскиот СДСМ кој ја киднапира партијата. Тука е за жал албанските политички елити кои никако не можат да сватат дека живеат во оваа држава и дека оваа држава и нејзината благосостојба и нејзината иднина треба да бидат нивен приоритет, затоа што и нивните гласачи, и нивните граѓани ќе ги почувствуваат, не дај Боже, оние нешта кои ќе ги почувствуваат и македонските граѓани, а кои не се убави и кои би се случиле, и тука е меѓународната заедница. Единствен дзид кој стои како отпор кон ова сето, кон антимакедонските тенденции за Република Македонија, тоа е во моментов опозицијата, обединетата опозиција или коалицијата која предводи ВМРО ДПМН, а во која МААК е еден од идеолошките столбови, ако не столбови по бројност на членови, еден од идеолошките столбови, затоа што вие сте свесни дека ние како политичка партија сме можеби единствената која 30 години обстојува на истите ставови, не ги менува ставовите ниту под притисок, ниту под ветување, ниту под можност за подкупување. И од тука сметам дека наредната година, некаде на 14 мај, ајде да прогнозираме, иако е неблагодарно, ќе ги имаме вонредните избори, дека ќе дојде до промена на власта и дека сегашната опозиција, како тогашна власт, ќе успее да изнајде решение за Република Македонија да не отиде во несакан правец. Од ваша уста во Божји уши. Како гледате на бугарската агресија за отварање на бугарските клубови, но и на новите најави за нови бугарски клубови со имиња на контраверзни личности? Дали барањето на заменикот министер за надворешни работи на Бугарија, господинот Костадин Коџабашиев, за некаква гаранција дека бугарските клубови да не се чепкаат од страна на македонските власти, всушност ќе биде и уште еден додатен услов наметнат од страна на Бугарија и нова причина за вето? Значи, Бугарија има неколку проблеми во моментов. Првиот проблем е што веќе 2 години не може да состави влада. Се ова влади од времен карактер, влади кои и министри кои како Коџабашиев и како останатите кои дури не знам и колку имаат ингеренции да можат да говорат за односите со соседите или за било што се случува, затоа што тоа се влади кои доаѓаат и заминуваат еднаш месечно или на 2 месеци. Тоа е првиот проблем на Бугарија и уште многу долго не ќе може да состави таква влада, затоа што
антимакедонскиот Бојко Борисов едноставно тоа не го дозволува, таков е распоредот на силите и затоа е тоа така. Јас мислам дека и во минатата емисија или некогаш проговоривме дека односите на Бугарија и Македонија за жал циклично се менуваат. Веднаш после 45-тата со доаѓањето на Ѓорѓи Димитров ние имавме извонредно затоплување на односите меѓу Бугарија и Македонија. Ние имаме признавање на македонците во Бугарија, посебно во Пиринскиот дел, ние имаме отварање на македонските театри, да речеме театарот во тогашна Горна Џумаја, денешен Благоевград. Ние имаме училишта на македонски народ и така натаму и така натаму. Со доаѓањето на Тодор Живков сето тоа прекинува и започнува црната ера во односите меѓу Бугарија и Македонија. Повторно 90-тата со доаѓањето на Желјо Желев, еден прекрасен човек чиј гостин имав можност да бидам 92-та, започна повторно новата ера на затоплување на односите, на приближување на Македонија и Бугарија и на признавање на македонците. Ами вие знаете дека во оној период на блокади, на неможности Македонија да преживее, Бугарија беше таа која помагаше со цистерни со гориво и така натаму и така натаму. Меѓутоа, повторно со доаѓањето на ученикот или бодигардот на Тодор Живков, на Бојко Борисов, дојде до целосно затемнување на односите меѓу Бугарија и Македонија. И таа е вториот проблем што го има Бугарија, значи Бојко Борисов, ученикот на Тодор Живков, и третиот проблем кој треба да си го реши, тоа е проблемот со извонредно големата корупција, заради која Бугарија не е примена во Шенген зоната. Значи, бугарите треба да си најдат решение на својот проблем, а не да се мешаат во нашите проблеми. Не да бараат она што не им следува, туку да го решат она што требаше Европската Унија да го реши пред тие да станат нејзина членка. Бугарија и Романија се единствените држави во кои не беа воспоставени критериуми и стандарди пред да бидат примени во Европската Унија. Така налагаше политичкиот момент, така налагаа политичките потреби и Бугарија и Романија станаа членки без притоа да исполнат каков и да е критериум, ами доколку критериумот на Европската Унија е добро решавање на односите со соседите. А доколку Бугарија го имала овој проблем во односот со нас, зошто тогаш Бугарија не беше сочекана и не и беше речено, ајде најпрво реши ги проблемите со соседите, потоа ќе станеш член на Европската Унија. Така некако стојат работите и Бугарија треба да биде упатена на решавање на нејзините проблеми, посебно проблемот, огромниот проблем со корупција, за да еден ден може да стане членка на Шенген зоната и добро е што денеска тоа и се случи, за да види како изгледа кога некој е уценуван, односно кога некому му се оспорува некоја можност, само затоа што некој од другата страна веќе се наоѓа таму. Од членките на Шенген зоната, само затоа што се веќе таму, едноставно можат да ја оценуваат Бугарија и да ја речат не може да бидеш наш член, исто како што Бугарија тоа го прави со нас, само затоа што во моментов се наоѓа во Европската Унија. После сето ова, дали Македонија треба да продолжи со преговорите на начинот на кој се водат сега, а од кои преговори за сега немаме јасна слика каде не носат и кога ќе завршат, и најважно од се, немаме гаранции дека Бугарија нема да не сопнува поточно блокира на секој чекор, но не поради тоа што Македонија не ги исполнува условите поврзани со криминалот и корупцијата, туку затоа што Историската комисија од македонска страна не ги исполнува уцените од бугарската страна на комисијата. Знаете што, не можете да очекувате гаранции од едно корумпирано друштво. Европската Унија е врвно корумпирано друштво. И од кого вие очекувате гаранции, доколку кој да е од нив, може со една вреќа пари да биде купен и подкупен. Она што нели ни се случи, она на што сме сите сведоци. Значи, гаранции не можеме да очекуваме, ниту па од Бугарија можеме да очекуваме, која исто така врвно корумпирано друштво. И сега, токму затоа, јас веќе 30 години инсистирам да се прекинат овие и вакви преговори. Инсистирам затоа што едноставно овие преговори водат само кон бришење на македонското постоење. Јас апелирам, 30 години апелирам македонските политичари да сватат дека ова не се билатерални спорови и ова не се билатерални преговори меѓу Македонија и Атина и Македонија и Софија.
Софија и Атина се само добро искористени орудија во рацете на европските големи сили за да ги ревидираат за да го ревидираат отварањето на македонското прашање со создавањето на македонската држава на ова парче земја и да може да го вратат, да ја вратат Македонија во состојбата од 1913 година од незината поделба во Букурешт. Големите европски сили едноставно не можат да ја прифатат вистината за македонското постоење. И од тука македонските политичари секогаш кога преговараат мора да сватат дека во преговорите со Софија во позадината стојат големите европски сили, кои на крајот на краиштата и ја формираа бугарската држава преку нивните и грчката и бугарската држава преку нивните западно-христијански кралства. Господин Ангеловски, вие сте дел од пошироката опозиција, поточно од коалицијата за обнова на Македонија. Лидерот на ВМРО ДПМН скоро секој ден бара предвремени избори, но никако да ги издействува. Според вас, која е причината? Дали можеби во погрешната стратегија или преголемата пајажина на власта во сите пори на општеството, која пајажина пак е сплетена од меѓународната заедница преку разноразни форуми, вклучувајќи го и заплашувањето. Дали можеби со евентуално напуштање на парламентот би се притиснала власта да се случат тие предвремени избори, или пак лидерот Мицковски добро ја проценил ситуацијата дека таквиот чекор само ќе им ја олесни работата на власта за полесно да ја доразнебитат државата, бидејќи албанскиот блок на партии седна во скутот на СДСМ и ДУИ. Најпрви голема грешка, која велите дека албанскиот блок на партии седна во скутот на СДСМ и ДУИ, СДСМ седна во скутот на албанскиот блок на партии, вклучувајќи го и ДУИ. Значи, СДСМ е тој кој во моментов седи во скутот на сите албански партии. Јас во минатата емисија дури... Ја мислам на бројчано за делувањето, знаеме дека се уценети. Да, дури кажав дека играта од Скопје во моментов е жртва толкму на тоа седнување на СДСМ во скутот на ДУИ, за да не им се распадне коалицијата, нели, дадоа директорски места на ДУИ и сето она што се случува во градот Скопје. Инаку што се однесува до можноста да се напушти собранието, јас лично, моето искуство и моето размислување и моите анализи говорат дека не треба да се напушти. Ние сме сведоци што се случи 94-та. Ние тогаш од Здружената опозиција, МААК, ВМРО, ДПМН и Демократската партија на Петар Гошев и независниот пратеник Тодор Петров на заедничка пресконференција излеговме и нели го напуштивме вториот круг на избори и со тоа оставивме можност да делува партиско собрание, при што СДСМ за тие 4 години и го стори најголемиот криминал и најголемиот грабеж на македонското богатство. Ја изврши таа криминална приватизација, го изврши 95-та промената на нашиот вековен символ на знамето, приемот на Република Македонија во Обединетите нации под една смешна референца и така натаму и така натаму. На СДСМ не треба да му се остават нови, не знам, година или две можност сам да владее со Република Македонија, затоа што на вистина не знаеме каде би бил крајот на нивното раскрчмување и раскусурување на македонските интереси и на македонските и потребите на македонските граѓани и македонскиот народ. Но, што се однесува до потребата час поскоро да дојде до промена, сметам дека ние како опозиција може би треба да бидеме малку поагресивни во своето барање за предвремени парламентарни избори, затоа што, знаете, кога некој го прашал мудрецот, му рекол, треба ли многу да чекаме промени, тој му рекол, да, ако чекате, многу. Значи, не треба да чекаме, треба да ги предизвикаме промените. Меѓутоа, јас повторно ќе кажам дека, за жал, ВМРО ДПМН заради својата припадност кон Европската народна партија, што е нели нивни програмски документи веќе долго време се членка на Европската народна партија, не можат докрај да изведат своја собствена, автентична и автохтона македонска програма и идеологија, туку мора во дел да ја нели
усогласат со ставовите и со потребите на Европската народна партија, чија се членка. И од тука сметам дека понекогаш тоа како да е кочница во можноста ВМРО-ДПМН е поагресивно да се спротивстави на овие случувања, како Европската народна партија да бара мирно море во Македонија по кое ќе плови нејзиниот брод. И мислам дека е тоа една од причините зошто не сме поагресивни во барањето на предвремени избори, но дури и без тоа, гледајќи ги овие резултати на анкетите, гледајќи ја целата доверба кон судството и кон системот на правосудството во оваа држава, јас сум оптимист дека напролет, повторно ќе речам, неблагодарно е, но ќе прогнозирам дури и дека на 14 мај ќе имаме вонредни избори. Рековме, вие сте долго време во политиката и долг коалиционен партнер на ВМРО-ДПМН. Од тука, предпоставувам дека доста добро го познавате господинот Мицковски, а еве година дена сте и советник на град Скопје и сте имале можност да се запознаете со градоначалничката Данела Арсовска. Пред некаде една недела Арсовска цитираше некаква наводна закана насочена кон неа од страна на Мицковски. Верувам дека имавте можност да ја слушнете содржината на таа наводна закана. Можно ли е ваквата закана со ваква содржина да излезе од устата на Мицковски, кој истовремено е и универзитетски професор и воспитувал и воспитува нели генерации и генерации на универзитетот? Со која цел го прави ова госпоѓа Арсовска? За незината цел ќе треба да ја прашате нејзе, јас можем да одговорам само за она што го знам. Меѓутоа, ајде и за целта да се обидеме. Ви гледате дека овој вокабулар, овој речник веќе го употребува и еден градоначалник на Скопска општина, дека го употребуваат и апологетите на СДСМ. Тоа ќе рече дека е еден заеднички речник во обраќањето и квалификациите на Мицковски. И ако е тоа така, тогаш е повеќе од јасно зошто е тоа, за да се омаловажи, да се искомпромитира Мицковски, бидејќи свесни дека губат, сакаат да предизвикаат криза на лидерство во ВМРО-ДПМН, односно да го свртат членството против својот председател. Не им успева, меѓутоа упорни се во тие и такви нешта. Што се однесува до Христијан Мицковски, јас ќе ви кажам ќе ми прости, еден наш разговор во 4 очи, за да сватите за каков човек станува збор, за човек кој според мене не може да изусти такво нешто, она што господјата Арсовска го кажа. Ми вели страшно, вели, сестра ми си дојде дома преплашена, пребледена, некој пришол на улица и рекол ќе ти го ликвидираме братот. Таа, вели, преплашена, не може ни да зборува. А ми вели, во нашата куќа глас не се кренал, а не пак да се зборува за убиство и за такво нешто. Овој разговор беше пред некаде 4 години. Сакам да ви кажам, можно ли е таков човек израснат во таква средина и во такво семејство да употреби ваков речник во односот кон госпоѓа Арсовска? Дојавите за подметнати бомби, кои за сета среќа за сега се лажни, постанаа секојдневие и предизвикуваат немир кај населението. МВР се уште нема одговор на прашањето кој зошто ги испраќа овие закани. Државниот врв, како во хор ја пее песната дека тоа бил хибриден напад, поврзувајќи го со настаните во Украина, а председателот пак Пендаровски понатака одбива да го свика Советот за безбедност. Ваш став и ведување за сето ова? Дали сето ова е поради нефункционалноста на системот или поради неспособноста на ова ненародна власт да се справи со предизвиците, или пак едното и другото, и кој би можел да стои позади ова што се случува со дојавите за поставени бомби, или ќе испадне дека сето ова е еден вид на пародија, иако веќе сношти кажа дека затвориле некој случај во Кавадарци, го фатиле повторно некој малолетник. Знаете што, дури да не е непријатно, ајде, најблаго речено непријатно, затоа што навистина луѓето имаат проблем учениците кои секој ден мора да ја напуштаат наставата, имаат проблем нивните наставници, имаат проблем оние во моловите, не знам, ваму и онаму, за кои се однесува дојавата за поставени бомби. Тоа е навистина непријатно, меѓутоа би било смешно поинаку.
најсмешно во сето ова е обидот на власта, на која е така речено и која е папагалски за се нешто што ќе се случи во Република Македонија, ја обвинува Русија и нејзината хибридна војна. Ами, дали некој навистина верува дека Руската Федерација, која во моментов е во сериозна воена акција во Украина, која е во сериозна конфронтација со НАТО, затоа што војната во Украина не е војна меѓу Русија и Украина, туку е војна меѓу Русија и НАТО преку украинските граѓани. И дали некој навистина верува дека таква Русија има време да се занимава со хибридна војна во Македонија, најавувајќи поставување, мислам, далеку од умот за секој кој сака да размислува со собствен ум. Се извинувам. Меѓутоа, ова сето говори за оно што сме го говореле веќе емисии наназад, дека за жал овие 5 години, 5 и повеќе години откако овие кои ја киднапираа партијата се наоѓаат на власт, успеа да ги разнебитат сите системи во државава. Ние сме сведоци еве дека образовниот систем не ни функционира, говоревме за учебниците, ние сме сведоци дека здравствениот систем не ни функционира. Ние сме сведоци дека правосудниот систем во кој граѓаните имаат 4% доверба не ни функционира. Нам не ни функционира и безбедносниот систем и некој ќе ми рече дека па ние сме сега членки на НАТО. Па за жал нашето членство во НАТО е исто така една карикатурална ситуација и ние системите на оваа држава не функционираат и за жал држава во која сите системи не функционираат, таа држава не може да оди кон добро, туку може да оди само кон собствен распад. Каков е вашиот став за дел од така наречените аналитичари, апологети на власта, за нивните изјави од типот Македонија или ќе ги прифати уставните измени или ќе ги прекине преговорите? Дали ова е еден вид на заплашување на македонската јавност? Не, значи веќе толку се тие несериозни и веќе и граѓаните и македонската јавност ги свати како несериозни, ги свати како подопашници, ги свати кои луѓе се платени за да папагалски ги повторуваат нешта, така што не може да стане ниту збор за закана, но може да стане збор за одработување. Луѓето едноставно си ги одработуваат парите. Значи вие гледате, сведоци сте секој ден дека огромни суми на пари се даваат на луѓе кои со ништо не придонеле за било што во оваа држава, едноставно се платени само да седат на социјалните мрежи, да одат по медиумите, да гостуваат на дебати и да го повторуваат папагалски тоа што им речено и за што мора да го кажат. Ниту еден од нив за жал не размислува со собствениот ум, ниту еден од нив не сака да навлезе подлабоко во нештата кои ни се случуваат. Тие само драскаат со ноктите од озгора по површината и го прифаќаат она што им е дадено на послужавник за да папагалски го повторуваат. Од тука нив не сваќајте ги сериозно, меѓутоа јас искрено би сакал повторно ќе речам, доколку е тоа така, навистина да придонесеме во прекид на преговорите и во понатамошната наша ваков недостоинствен пат кон корумпираната Европска Унија. Имавте ли можност да проследите промоцијата на партиската доктрина на македонски концепт на Петар Богоевски? Ако одговорот е да, би сакале да го слушнеме вашиот став за еднината на таа партија, особено на начинот на кој Богоевски го представи нивниот концепт, играјќи весела математика, но и користењето на вокабулар кој превладуваше со напади? Значи, може би воопшто и не требаше да ме прашате, бидејќи знаете дека не сум го проследил, затоа што не следам комедијански шоу програми и од тука не можам ниту да одговорам на се тоа. Добро. Пред некој ден, поточно на 19 декември, објавивте една колумна со наслов Западен Балкан, кафе со опитни глувци. Што ве потикна да ја напишете оваа колумна со ваков наслов и ако сакате за нашите слушатели и гледачи кои немаа можност да ја прочитаат, да ја објасните содржината на оваа ваша колумна? Па што ме поттикна? Ме поттикна реалноста која ја живееме, ме поттикна она што се случува во моментов. Вие гледате дека
ајде ќе почнеме повторно некаде од крајот, дека на Косово се случуваат нешта кои јасно говорат дека мора да дојде до некаква разрешница. Србија инсистира на она што е договорено во Брисел, а тоа е заедницата на српски општини. Меѓутоа, заедницата на српски општини е веќе обединување на српската енклава на Северно Косово. Во исто време, да речеме, јас тргнав од книгата на Кочо Данај. Кочо Данај, за оние кои не знаат, е човек кој беше идеолог на Сали Бериша и човек кој некаде пред 20 години објави книга за природните држави на Балканот. Природна држава, според него, наместо да користи терминот голема или да го користи етнички чиста, тој го употреби овој помилозвучен термин природна држава и според него треба да природните држави, треба секој народ на Балканот да си формира своја природна држава. Тоа би рекло да се ревидираат границите на Балканот за да се формираат држави онаму до каде што живее и последен припадник на еден народ. Меѓутоа, 1648 година, после 30 годишна војна на тлото на Западна Европа, меѓу западно-христијанските држави, кога за прв пат Ватикан ја губи световната власт и се формираат држави нации со своји влади, со своји власти, и за прв пат тоа двојство држава-нација почнува да функционира и тоа е темелот на денешниот меѓународен поредок и на денешното меѓународно право. Таквите држави нации значат исколчување на една територија, зборувам за 1648-та, и во тој момент кога уште биле релативно племенски разделени големи племиња, не постоеле нации, тие сите кои се затекнале во така исколчената територија ја создаваат нацијата на таа држава. Така се формирани западно-христијанските држави и така на крајот на 19-тиот век тие западно-христијански држави преку своите кралства, преку своите западно-христијански кралства ги формираат и државите на Балканот и државите на Арапскиот полуостров за да ја одземат моќта на турската, на Отоманската империја. Така се формирани Бугарија и Грција преку Хабсбургското кралство е Бугарија и Отон I баварскиот крал е формирана Грција. Во меѓувреме, после тоа нели се формираат и државите на останатите држави на Балканот и денеска екзистираат Србија, Македонија во тој така наречен Западен Балкан во кој таа Европска унија, тој елитен цивилизацијски клуб како што самите милуваат да се наречат, не затворија нас. Значи буквално како во трло оградено со електрична ограда, не затворија да немаме излез никаде. Тоа се Србија, Македонија, Босна и Херцеговина, Црнагора, Албанија и протекторатот Косово. И сега, според моите видувања и анализи, сакаат да извршат ревизија на меѓународните односи и на меѓународното право. Јас во таа колумна пишувам да не ги замараме слушателите и гледачите, меѓутоа интересно е да го споменам и тоа, дека овие и вакви корумпирани европски бирократи, кои јас ги нареков со кованицата кореврократи, кои имаат ментори меѓу најбогатите финансиски моќници во светот, се обидуваат да извршат ревизија во три ситуации. Тоа е биолошкото постоење или биттисување на човештвото, тоа е социолошкото биттисување на човештвото и тоа е политичкото или меѓународно правното биттисување на човештвото. Биолошкото биттисување, ревизијата, би значела она што е родовата еднаквост или родовата неприпадност. Вие гледате дека денеска е можно да децата кои ќе пораснат сами да определат наспроти биолошките карактеристики, сами да определат дали се машко, дали се женско или се нешто трето. Со тоа се врши ревизија на досегашното биолошко екзистирање и биттисување на човештвото. Социолошкото биттисување, ревизија на социолошкото се истополовите бракови. Значи, ние во социологијата, во социолошкото постоење на човештвото досега е позната само една традиционална форма на брак меѓу маж и жена. Денеска сака да се изврши ревизија дека може маж со маж и жена со жена, при тоа и да посвојуваат деца и да одгледуваат деца и така натаму. Тоа е веќе ревизија на социолошкото биттисување.
Меѓутоа, ним денес им е потребна и ревизија на тој меѓународно правен поредок. Како би го извршиле тоа, кога и самите се сојузни држави? Германија е сојузна држава, Италија, Шпанија, знаете дека ги има регионите на Баскија и така натаму, Франција, Белгија е поделена. И доколку дојде до ревизија во цела Европа, тоа ќе доведе до нови крвави војни на европскиот континент. Затоа нас овде не затворија, затоа не ни дозволуваат влез во Европската унија и ќе најверојатно ќе дозволат формирање на природни држави на Балкан. Што значи тоа? Тоа значи дека албанците ќе добијат можност да ја формираат својата природна држава на територијата на Албанија, на Јужно Косово, дел од Црна Гора и еден добар дел од Македонија. За да биде задоволена и другата страна, Србија ќе добие можност да ја формира својата природна држава на територијата на Србија, на територијата на Северно Косово, на остатокот од територијата од Македонија и нормално на Република Српска. Со тоа, најпрвен ќе видат како ние опитните глувци ќе се однесуваме во таквата ревизија на меѓународно правниот поредок, ќе видат како тоа би изгледало доколку го применат и во нивното елитно друштво, но при тоа и ќе ја под наводници исправат неправдата кон Србија, која се случи после 90-тата од минатиот век, затоа што според Букурешкиот договор и Бугарија и Грција ги сочуваа своите делови од окупирана Македонија, од онаа што им беше доделена со Букурешкиот договор, а само Србија го изгуби својот дел. Во една ваква разрешница, не дај Боже, и Србија ќе биде, обесправеноста на Србија ќе биде повторно вратена назад и не дај Боже, тоа ќе биде разрешницата во која ние за жал повторно нема да учествуваме, затоа што навистина мора да сватат луѓето дека Европската унија е католички или западно-христијански проект и таму нема место за држави кои се православно муслимански. Сите овие држави кои се сите треба да размислуваат логично и да видат дека државите кои се останати надвор во моментов од Европската унија и кои се заградени на територијата на Западен Балкан се држави кои се со православно или со православно и муслиманско или со муслиманско население. И некој ми вели, кога ќе го кажам ова, ами и Бугарија и Грција се православни држави. А Бугарија и Грција се формирани од западно-христијански кралски семејства. Така што и тие, токму заради тоа, се издвоени од овој котел наречен Западен Балкан. Како ќе ги прокоментирате последните испитувања на јавното мислење на граѓаните од страна на ИРИ околу довербата во институциите, но пред се довербата во политичарите? Би сакали исто така да го слушнеме вашите размислувања околу растењето на рейтингот на поранешниот премиер Никола Груевски, кој веќе 4 години е азилант во Унгарија, а сепак граѓаните имаат најголема доверба во него. На што се должи се тоа? Најпрвен, она што значи рейтинг на партиите и на политичарите е многу реален, дури може би се уште СДСМ се држи на, иако е тоа исклучително ниско, но се уште на едно високо рамниште. Јас не верувам дека уште има луѓе кои веруваат во ваквите погрешни политики на СДСМ, на ова раководство, на оваа гарнитура на СДСМ. Јас еднаш реков и ќе повторам, на вистина мислев дека со изборот на Зоран Заев СДСМ го допре дното, дека не можат да најдат понеспособен, понеобразован, понеграмотен човек, меѓутоа тие имале во резерва уште 2-3 такви, па и после заминувањето на Заев продолжија да тонат надолу кон дното и малку зачудува се уште високиот рейтинг на СДСМ, а што се однесува до рейтингот на Никола Груевски, тука има два можни аспекти на толкување или на објаснување. Првиот е дека навистина еден добар дел од граѓаните се уште ги паметат нештата кои Груевски ги стори за време на неговото владење. Нормално дека имаше и грешки, меѓутоа она што е
изградено, она што е сторено за националното будење, она што е сторено за, ако сакате, конституирање на Македонија како горд субјект во меѓународните односи, сето тоа беше сторено во времето на Никола Груевски и едно од објаснувањата е дека дел од народот го памти тоа и затоа рейтингот е толка. Вториот аспект на објаснувањето може да биде малку поинаков, дека намерно се прави таков рейтинг на Никола Груевски за да се омаловажи Христијан Мицковски и повторно за да се внесе еден црв во јаболкото наречено ВМРО-ДПМН, кој ќе продолжи да грицка однатре. На самитот меѓу Унијата и земјите од Балканот, кои што се уште чекаат пред портите на Унијата, а кои што се одржа во Тирана, наместо да разговараат за главниот проблем, а тоа е предолгото чекање, тие разговараа за намалување на цените на роумингот на мобилните оператори. Која беше целта на овој самит? Што сакаше да покаже Унијата преку овој самит? Нас не изгледа дека сето она што се зборуваше на самитот одеше во насока на народната мижјасан да те лажам. Има ли шанси Македонија да влезе во Европската Унија пред претходно да се исполнат новите критериуми и поважно од тоа дали се достижни? Значи, тој самит немаше цел, единствена цел беше повторно да се измамат граѓаните на така наречениот Западен Балкан, дека еве ние сме со вас, дека размислуваме на вас и дека го олеснуваме патот за вашиот влез во нашето елитно цивилизацијско друштво. И ќе го олеснат со поевтинување на роумингот. Знаете, би бил навистина е понижување на интелектот на сите нас овде на така наречениот Западен Балкан, ова што го прават, мисле кои понатаму продолжуваат да верува во нивните добри намери. На крајот на краиштата, нели, и патот до пеколот е исполнет е поплочен со добри намери. Меѓутоа, е повеќе од јасно дека ако сакате да ги следите реалните аналитичари и политичари од Западна Европа, тие кажуваат дека некаде во некој вели дека наредните 30, меѓутоа има претпоставки и дека во наредните 150 години овие држави нема да станат дел од тој елитен цивилизацијски клуб. Значи, станува веќе и безпредметно да разговараме на оваа тема. Станува дури дегутантно да помислиме дека Република Македонија некогаш ќе стане членка. Зошто? Затоа што наместо да инсистираат на некакви реформи, што може би било во ред, наместо да инсистираат на економско заздравување на државата, наместо да инсистираат на нејзино, на тамошно инфраструктурно поврзување со остатокот од Европа, ние останавме слепо црево или црна дупка во инфраструктурното поврзување. Ами ние го изгубивме гасоводот, ние го изгубивме брзата пруга, ние сме се уште држава без автопати, ние го имаме само целосно поврзано само коридорот север-југ. Наместо да инсистираат на тоа, тие се уште инсистираат на влез на бугарите во македонскиот устав, инсистираат на промена на устав, инсистираат на нешто што не е нивна работа, на нешто што не смее ниту да го побараат, затоа што уставот е света работа на секоја држава и граѓаните на таа држава одлучуваат за својот сопствен устав и за своето сопствено уредување. Значи, очигледно е дека само се со ваквите средби само треба да се замачкаат очите на граѓаните на државите на кои тоа се однесува и второ да си ги оправдаат големите плати оние корумпирани политичари од Европската Унија. Вие знаете дека да речеме претседателката фон дер Лајен има плата од над 30.000 евра, тоа треба нели да се одработи и да се оправда. И тие се нештата кои ни се случуваат на таквите собири. Пред некој ден во Советот на Обединетите нации Русија поднесе резолуција за спречување на величење на нацизмот и неонацизмот.
За подршка на таа резолуција гласа 120 земји, 10 земји беа воздржани, а 50 земји, меѓу кои Македонија, беа против, иако Македонија е настаната токму во антифашистичка борба. Како ќе ја прокоментирате ваквата одлука на македонската влада да гласа против ваквата резолуција за спречување на величање на нацизмот и неонацизмот? Дали со ваквата одлука самите себе си го срушивме карактерот на антифашистичката борба? Зарем не беше попаметно да бидат барем воздржани? Дали сме тука? Проблем со интернет? Дали се слушаме? Да. Дали го Јас сум слушате тука, прашањето? меѓутоа малку ми се губевте, но во ред, сега е добро. Да, сега е добро. Значи, вака, повторно и на ова прашање, кое е многу комплексно, мора да се одговори од неколку аспекти. Најпрво треба да се погледне мапата на земјите кои гласаа против овој предлог. Тоа се земјите припаднички на така наречената евроатлантска меѓународна заедница. Значи, тоа е Европската унија, тоа се земјите кои сакаат да станат членки на Европската унија, Соединетите американски држави, Канада и така натаму и така натаму, што е многу индикативно. Меѓутоа, од друга страна, кога ќе видиме дека покрај оние 3 ревизии за кои говорев, токму тие сакаат да извршат и ревизија на фашизмот, ревизија на нацизмот и ревизија на историјата која ни се случуваше. Имено, веќе со години наназад, посебно откако 9 мај, кој беше празник за победа над фашизмот, тие успеа да го трансформираат во ден на обединета Европа, се прави обид за релативизација на нацизмот, фашизмот и комунизмот, односно се обидуваат историски да ги прикажат како две заеднички зла кои се бореле меѓу себе. Не да нацизмот и фашизмот да биде злото кое се обидело да завладее со Европа и со светот со најстрашни методи, на кои се спротивставиле сите народи, меѓу кои и комунистичкиот СССР, туку тоа да биде релативизирано и да биде ставено на исто рамниште. Значи, фашистичката и антифашистичката борба во Европа да бидат ставени на исто рамниште. Што се однесува до Македонија, за жал, повторно овие политичари кои не сакаат долгорочно да размислуваат на последиците, едноставно ги прифаќаат препораките или наредбите од таа евроатлантска меѓународна заедница и гласаат така како што ќе им речат. Гласаат за ревизија токму на антифашистичката борба во Република Македонија. Меѓутоа, јас веќе пред неколку години чинам дека зборувавме и на вашата емисија, меѓутоа имам напишано текст за нацификација. Во Македонија се врши нацификација. Ние сме сведоци дека веќе 15 години во Македонија постои споменик во селото Симница, споменик на Джемо Хасо, на човекот кој примал пари од италијанската фашистичка држава за да се бори против македонците и да го шири фашизмот во Македонија. Значи, тоа е веќе глорификација на еден фашистички лик, помошник на италијанската фашистичка држава. Со отварањето на клубот со името на Ванчо Михајлов се обидува да се изврши и глорификација на еден лик од македонскиот етнички кампус, да речам, во оваа држава, кој исто така се наоѓал на страната на фашизмот. Тоа е веќе процес на нацификација на Република Македонија. Тоа е процес на бришење на основните постулати на Асном кој ги поставил темелите на оваа држава. Ние пред нецел месец некои овде го славеа 29 ноември како денот кога се поставени темелите и кога е создадена македонската држава. Тоа е првото заседание на Авној на кој нашите македонски представници заради високиот снег не успеа да стасаат. Јас во една емисија на еден медиум овде ги повикав македонските историчари да го расветлат ова сето, затоа што има
предпоставка дека не само што не можеле да стасаат, туку биле спречени да присуствуваат, затоа што Авној, според мене, е само потврда на одлуките од Букурешт 1913-та. Со формирањето на македонската држава само на оваа територија се удира печат на одлуките од Букурешт 1913-та и се поделбата на Македонија дефинитивно се зацврстува. Не случајно 1944 на 2 август со одржувањето на АСНОМ нашите македонски представници носат сосема поинакви одлуки. Не ги прифаќаат одлуките на Авној за Македонија во овие граници, носат одлуки за обединета Македонија. На Конгресот на АСНОМ, на првото заседание на АСНОМ имаме представници, делегати и од Пиринскиот дел на Македонија, и од Егејскиот дел на Македонија, и делегати од Прешево, односно од делот на Македонија кој се наоѓа под Србија. Значи, тој е тој АСНОМ кој ја потврдува антифашистичката борба, меѓутоа го потврдува и националниот карактер на обединета Македонија. Таквиот АСНОМ со гласањето, со негласањето за оваа резолуција, односно против ваквата резолуција, треба да биде фрлен во ѓубрето на историјата, треба да биде извршена нацификација на Македонија, за да може полесно да дојде до нејзина поделба. Косово веќе поднесе апликација за членство во Европската Унија и тоа во момент кога таму има тензии. Дали тензиите во Косово се однапред исценирано сценарио со цел да се случи некаков договор по терк на рамковниот договор и поднесувањето на апликацијата за членство во Европската Унија би било едно од условите за прекин на тензиите? И како гледате на доделувањето на кандидатски статус на Босна? Има ли некаква поврзаност на сите овие случувања во регионот, вклучително и посетата на Македонија од страна на американскиот експертски тим? Дали со ова Европската Унија сака да покаже дека еве ние сме заинтересирани за Западниот Балкан и на некој начин сето тоа да се представи како некој нов пакет или понуда на Европската Унија? Ќе добие ли Косово кандидатски статус? Па чинам дека токму она околу колумната за Западен Балкан, дека ги објаснуваме во многу нешта овие работи. Значи, ова е оркестрирана, една диригирана ситуација во земјите на Западен Балкан. Не може да дојде до така наречен или еден вид рамковен договор на Косово, затоа што Косово е осудено на поделба. Косово не ќе може да функционира вака како што функционира. Само е прашање на денот кога тоа ќе се случи. И дали при тоа ќе се отварат мои најцрни сценарија, јужниот дел да се припои кон Албанија и со дел од Македонија и така натаму, е повеќе од карикатурално, да речам, доделувањето статус на Босна и Херцеговина, затоа што и тие кои го доделија статусот се свесни дека во моментов Босна и Херцеговина не функционира како цело, функционира како два ентитети, како федерација. Босна и Херцеговина, Република Српска, веќе долго време, како тркачите, како Усеин Болт, како тркачите на кратки патеки, веќе долго време се наоѓа на ведната, на стартната позиција, за да го дочека моментот на формирањето на природни држави и нејзиното присоединување кон Србија. И овде заборавив да напоменам дека не случајно и новиот министер за локална самоуправа Ристо Пенов, значи во овој момент кога се случуваат сите овие нешта, најавува ревизија на општинските граници, дека со пописот се дошло до поинакви податоци и дека општинските граници во Република Македонија ќе треба да се менуваат. Ако некој смета дека во ова време, кога се случува сето ова, кога Србија инсистира на заедница на српски општини и инсистира на 1000 војници кои би ги распоредила таму, кога Албанија бара обединување, кога Албин Курти се однесува, ајде да не речам, насилнички во политиката, како слон во стакларска продавница, во тој момент, кога Република Српска се подготвува за обединување, во тој момент излегува Ристо Пенов и бара ревизија на општинските граници, што значи дека сака понатамошна можност за поделба на територијата преку општинските простори, поделба на територијата на Република Македонија, заради исполнување на нештата кои следуваат.
Значи со ова го добивме резултатот или одговор на прашањето зошто баш Пенов сега на овие години е поставен за министер. Така? Па, видете, една таква изјава да дадете во овој момент кога Балканот врие, кога нештата се повеќе од очигледни, кога сите гледаме на каде се движат работите. Вие наместо да делувате смирувачки, наместо територијата на Македонија да се обидете да ја сочувате во нејзината целовитост, вие барате понатамошни поделби по етничка линија. Така. Господине Ангеловски, задоволство причини ова ваше учество во Македонски корени, со што рековме го заокружуваме циклусот интервјуа за годинава. Верувам и нашите слушатели овој пат со внимание не слуша. Ви благодариме и ви посакуваме се најдобро во престојниот празничен период, да си ја дочекате срекни и весели новата година во кругот на вашите најмили, во која посакуваме да продолжи нашата соработка, се со иста цел, а тоа е Македонија. Имајте си убав викенд, пријатно дослушање и довидување овде на Македонски корени во новата 2023. На крајот, јас повторно ќе посакам во една од наредните емисии да можеме да говориме на поблагопријатни теми, да говориме за успесите на Македонија, да говориме за еднината на Македонија и вам, на сите кои не слушаат, не гледаат, на сите добронамерни, да ви ја честитам новата година, да ви ги честитам божичните празници и сите празници кои следуваат со надеж дека навистина за Македонија има иднина и во новата година. Каролина Гочева имаше една песна "Од нас зависи", ова што сега го кажавте, зависи токму од нас македонците, македонскиот народ, без разлика каде и да сме. Ево и на крајот јас да искористам приликата да ви ги честитам новогодишните и божитните празници. Се надеваме дека соработката ќе продолжи во наредната година со подобри новости, ако може. Секако, имајте убав ден и убави празници. Пријатно. Секој е добро. Довидување.